Добро вечер. Вечерва зборуваме за тема која кај нас ретко се отвора, а секогаш предизвикува многу реакции. Истополовите заедници и посвојувањето деца. Се обидов преку сите здруженија и невладени што работат со ЛГБТ права да обезбедам да гостува некој од нив. Се со цел да ги лоцираме проблемите и да дебатираме на оваа тема, но попусто. Иако слоганот на овогодишната парада беше "Сите нека знаат", очигледно вистинската формула е "Сите нека знаат, но никој да не ме види". Гласни само на улица. Ниту еден од нив не удостои со негово присуство во нашето студио. И покрај тоа, сепак ќе отвориме оваа тема. Додека во Македонија не постои истополов брак, ниту регистрација на партнерство и не постои можност овие двојки да посвојуваат деца, во голем дел од Европа е поинаку. Во 23 европски држави е дозволен истополов брак, а во исто толку земји е возможено и посвојување. Каде сме ние во однос на Европа и што на вистина предвидуваат законите? Вечерва, без предрасуди и со факти, разговараме со нашите гости Петар Богоевски, професор и председател на Македонски концепт, и адвокатката Катерина Котевска-Стисниовска. Пред да почнеме со разговорот, ќе погледнеме едно видео кое што трае околу 2 до 3 минути, односно да ја видиме атмосферата на овогодишната парада во Скопје. Сите нека знаат, јас сум геј маж, така! Не се срамам, нема од што да се срамам, баш напротив, се гордеам. Верувам дека заедницата што ја ствараме тука на Праид и на нашите настани, едноставно со нашите пријатели, како што ние викаме нашата избрана фамилија, многу може да ја пополни таа дупка, можеби не целосно. Ако вашите деца не се отворени со вас, вие не ги знаете. Тоа е како странец да ви живее дома. Значи, голем дел од животот на вашите квир деца вие не го знаете. И затоа е битно да бидете отворени, да ги слушнете тие нивни искуства и да створите безбеден простор за и вие да го знаете вашето дете. Тука сум бидејќи мојата партнерка, мојата сакана, нема да ја пуштат во болничка соба ако ми се случи нешто. Затоа што уште ме кана тама на прослави и свадби, иако знаат дека не сум сингл. Сето ова е хомофобија, додека ние чвакаме привита поддршка само за да преживееме. И што ако има некој наш? Ништо, тоа е. Живела љубов! И овој слоган укажува на потребата на ЛГБТ заедницата да биде видлива, да остане надвор од четирите зида во кои што постојано се турка да биде затворена, но во исто време и ги комуницира сите оние негативни предизвици кои што доаѓаат со видливоста. Голем дел од ЛГБТ луѓето кога ќе се аутираат јавно или кога ќе експонираат својата сексуална ориентација и родов идентитет, ја губат својата можност за вработување, тие некој пат остануваат и во бездомништво, така што овој слоган во таа смисла ја комуницира и потребата да се биде видлив, но во исто време и ризикот што таа видливост носи во систем како нашиот во кој што не се заштитени ЛГБТ луѓето. ЛГБТИК плюс луѓето се жртвени јагниња, користени за дефокусирање од вистинските проблеми, кои луѓето на власт одбиваат да ги решат. Кога одредена група е постојано издвојувана, како расипувач на семејни вредности, проблематична, болна, кога се дехуманизира, логично се зголемува говорот на омраза и насилство кон таа група. Систем кој не учи дека различната љубов е лоша, и до таму е отида на работата дека истата мора да чуваме скриена за затворени врати. Омраза која ни зборува дека сексуалната ориентација е приватна работа и дека нема што да зборуваме за неја. Извинете, но не е приватна работа да не можеш да најдеш работа, затоа што некои луѓе не сакаат да работат со педери. Не е приватна работа да се плаши, да се држи за рака додека шита со партнерот во парк. И еден тон други работи не се приватни, затоа што некои луѓе ги нема и затоа што тука еднаквоста е затворена исто така помеѓу четири зида. И затоа кога сите противници ќе напрашаат зошто парада на гордоста. Затоа ова е парада на гордоста. Затоа ова е парада на храброста. Бидејќи е храброст да сакаш кога државата тоа не ти го дозволува.
Тоа беше сликата и атмосферата од овогодишната парада на гордоста, која што се одржа во Скопје на 20 јуни. Вечерва со мене во студио, како што и најавив, професор и претседател на Македонски концепт, господинот Петар Богоевски. Ви благодарам за учеството. Добро вечер, благодарам на поканата. И адвокатката, досега многу пати гостувала и во повеќе телевизии, па и кај мене, Катерина Котевска. Добро вечер за вас. Добро вечер, фала на поканата. Најнапред, еве го погледнавме сликата и атмосферата од она што се случуваше на улиците во Скопје минатиот викенд на 20 јуни. Која е вашата перцепција? Веќе почнам од Петар Богоевски. Дали мислите дека потребно е да постои ваква парада, јавно се навистина гласни на улици? Јас навистина ми е криво што не успев да обезбедам ниту еден од тие невладени издруженија да можеме да дискутираме во студио, не знам зошто. Ретко не сум ги ни видела ни да гостуваат ни по други национални телевизии, меѓутоа се навистина гласни на улица, како што и можевме да видиме. Па вечерва Катерина започнува со половина предност. 50% бидејќи прво дама, значи 50% предност веднаш на старт. Второ, е самостојна личност, може да се зборува во свое име, а ја морам да говорам во име на партијата, така да јас сум ограничен во партиски ставови, а она може како слободен граѓанин. Да, јас баш ќе ве прашав дали ќе зборувате лични ставови или како претседател на партија. Ќе пробам да направам некоја комбинација за да биде за јавноста поинтересно. Бидејќи кога ме каневте на оваа емисија и така и се обративме на неколку невладени дека ќе настапам како професор и како личност, бидејќи и ќе тргнеме на страна политиката, за да се охрабра да дојдат, и јас баш сакав некој од машките представници да дојде од таа заедница, за да имаме под некој равноправен курс, меѓутоа ете не успеа да се охрабрат да дојдат, иако имав и јас лични обиди. Бидејќи имам доста пријатели од геј популацијата и би требало да немаат проблем да дискутираме на тие прашања. Јас дискутирам често со нив за тие прашања, но ете никој не се одважи за тоа. Во суштина, од ова што го погледнав сега од вашата снимка, прво забележувам една хистерија која е сосема непотребна, по мене. Хистерија кон различните ставови. Не може да промовирате различност, а во исто време да сте хистерични на различен став. Значи, ако веќе промовирате различност, тоа сте подготвени да имате Каде лоцирате хистеријата? Тоа ме интересира во смисло на тоа на начинот на обраќање кон луѓето кои не размислуваат на истиот начин како тие што се обраќаат на тие настани. Па ја би рекла видов гнев. Тие се гневни на во општество на тоа што не се прифатени. Па не гнев, него мислам дека започнаа да уживаат во улогата на жртва. Ако тие геј паради започнале на времето да бидат како граѓански протести, со кои сака да се постигнат одредени граѓански права, во рамки на индивидуалните права, секако имаат поддршка, во колективните јас како десничар не можам да поддржам ништо колективно. Сега гледам дека започнале да уживаат во улогата на жртви, односно да самите да се сегрегираат од општеството, самите да ја глорифицираат различноста и самите да инсистираат на тоа да нивниот идентитет да биде прикажан преку сексуалната припадност. Тоа не можам да го разберам. Зошто има потреба еден геј маж или жена да се представат себе си со својата сексуална припадност, а да не се представа себе си со својата професија, например. Ги немаат сите права како и Не мислам дека нема права. Мислам дека глорифицирањето на различностите го прави баш обратно процесот. Прво, ја истакнува разликата и го спречува интегрирањето. Второ, е контрапродуктивно. Мислам дека токму ради тоа инсистирање на сексуалноста создава анимозитет во општеството за да не се постигне интеграција и добивање на тие права, граѓански, индивидуални. Ја па мислам обратно, дека ако се нормализираат работите и наместо сите да знаат да говориме за можеме ли нормално, тогаш многу полесно сите ќе помогнеме да се дојде до тие индивидуални човекови права кои им
нашата партија ги застапува не само јас како личност, а тоа е апсолутно прифаќање на граѓанска заедница со целосни наследни права, со целосно право на аплицирање за кредит или посета на болно лице во болница, нешто што е ускратено во момент. Значи, тие индивидуални граѓански права апсолутно имаат поддршка да бидат имплементирани во нашата држава и во нашето законодавство. Меѓутоа, колективните права ја не ги разбирам. Не само за ова. Ќе се вратиме, ќе ве прашам и за тоа во однос на ова што рековте регистрирано партнерство, а не брак, претпоставувам, така, регистрација на партнерство. Па бракот е црковна категорија, не би се мешал. Па граѓанска заедница е, граѓански брак е едно, црковниот брак е друго, не би се мешал на верските заедници и не би ги принудувал со закон што они ќе одлучат, тоа е нивна работа. Во поглед на граѓанското законодавство говориме што може да се имплементира. Повелата. Во однос на видеото што го видовме и сведок сум, работејќи ја материјата во која го остварив своето образование, а тоа е семејното право и семејното насилство. Како прво, морам да констатирам за жал дека сме многу дискриминирачко општество и многу стигматизирачко. Се уште имаме многу предрасуди, имаме насилно однесување за кое за жал сме сведоци секојдневно и може би токму криењето на идентитетот во ваквите случаеви, ваквите настанија, токму и крикот за заштита, за да се заштитат од такви несакани напади. Бидејќи кај нас една жена што ќе се разведе е стигматизирана, нарекувана со поградни имиња, покажувана со прст. Додека сексуалната ориентација е веќе нешто што ние го сваќаме на едно многу пониско ниво отколку што го сваќаат земјите во светот. Дали треба да се венчат? Еве прво да расчистиме, имаме брак и регистрација на партнерства. Доста ЕУ земји го имаат ова прашање така решено. Не се во брак, меѓутоа им дозволуваат регистрација на партнерства со сите законски наследни права, па голем број на земји и посвојување на деца. Кој е вашиот став? Може ли да се венчат, да им дозволиме како Кај нас во наша, ако зборуваме, јас би тука би направила една поделба. Дали кај нас овде во нашата држава или глобално. Значи, кај нас во нашата држава треба многу подготовки. Многу подготовки за да профункционираат нештата од нашите хомофобични средини, каде што се наоѓаме, нашите хомофобични ставови, да излеземе малку повисоко и да можеме да разгледаме, како прво можеме да ископираме што воведоа нашите соседи. Значи, регистрирањето на брак во една Црна Гора, која е многу традиционална држава, да речам, по тоа прашање, веќе постои известно време. Регистрирањето на истополовата заедница во Словенија постои веќе подолго време. Грција од неодамна. Апсолутно. Значи, сите околу нас, морам да спомнам како и што се залагаме за фондот за алиментација за деца. Значи, сите држави во нашето обкружување тој фонд го имаат, освен ние. Многу држави во нашето... Еве, јас кога прво помислив е дека на една традиционална Србија премиерката е отворено партнерка со добивање на дете од донор. Со својата партнерка добија дете. Една традиционална Србија, која тие традиционални патриархални вредности ги има на многу повисоко ниво, го прифати тоа. Што значи ние сме спремни до некаде да прифатиме ако прифатиме сите. Меѓутоа, ако прифатам јас или ако прифатите вие, тогаш ние двете можеме да бидеме стигматизирани зашто тоа нешто го прифаќаме. Бидејќи сум правник, сметам дека апсолутно човековите права треба да се еднакви за сите. Секој треба да има право да стекнува имот на начин на кој е дозволено со закон. Исто така, сексуалната ориентација и изборот на партнер од кој ќе биде пол не треба да биде пречка за остварување на тие човекови права кои се доведени на ниво на закони кои треба да важат за сите. Меѓутоа, дали треба да се подготвиме? Да, и тоа многу, бидејќи се уште немаме предуслови такво нешто да го прифатиме утре или друг ден. Значи, мора да направиме определени подготовки, тоа е моето мислење, за да направиме такво нешто. Сепак,
како што се изедначи на времето брачната со вонбрачната заедница по прашање на имотот кој се уште и не се докажува вонбрачната заедница. Меѓутоа, со изедначување на брачната и вонбрачната заедница, тогаш и регистрираната заедница треба. Сега има нов закон, граѓански законник, каде што се предлага да се вонбрачната заедница да се регистрира. По прашање на брак, дали бракот е црковна институција, во законот стои дека бракот не е само црковна институција. Бракот право на избор дали ќе се венчаш правна институција, а дали ќе се венчаш или не, апсолутно и ден денеска, мислам во денешно време нашата држава тоа го дозволува со за посвојување на деца, уште тоа останав должна, што се однесува до посвојувањето на децата, секогаш се гледа најдобриот интерес на децата. Ние мора да прифатиме дека во денешно време семејствата се различни од она традиционалното татко, мајка, деца. Сега имаме и очув, имаме и маќа, имаме повеќе членови на семејство или имаме само еднородителско семејство каде што мајката добива дете од донор. Значи, доколку најдобриот интерес на детето не е загрозен, тука постојат релевантни институции што тоа ќе го надгледуваат, ќе го следат, како и во најобичните семејства, кога едно дете оди на училиште, па сите се должни да внимаваат на неговото однесување за да ги детектираат девијациите уште во раната возраст, дали има влијание семејното насилство или не. Значи, доколку најдобар интерес на детето е исполнет и доколку тоа дете расте во здрава средина, со љубов и му се пружени сите негови потреби, израснува во здрава личност, тогаш сведоци сме дека и посвоени деца и со возгрижувачки семејства стануваат многу добри луѓе, тука пречка нема. Согласно мене. Кој е вашиот став за истополовите парови? Дали треба да им се во една законска рамка да имаат можност да посвојуваат деца и да имаат семејство? Целосно семејство. Видете, факт е дека улогата на татко и мајка не може да се преклопат. Не се исти. Ниту да се заменат. Добра. Не е тоа само правна категорија. И социолошки феномен кој не може да се занемари. Значи, едноставно, улогата на таткото е една, на мајката е друга и модификации на истото се невозможни. Факт е дека и светската пракса и теорија води грижа за прво правото на детето, после правото на возрастните. Односно, правата на возрастните не се доминантни, не се неограничувачки, не се пред правата на децата. И правото на возрастните на истополова една заедница да има дете, не може да бидат пред правата на тоа дете. Прво треба да се обезбеди, да се направи, државата да ги направи сите можни напори да обезбеди што е можно по природна средина за развој или живот на тоа дете и таа поприродна средина е секако хетеро брак. Да, меѓутоа денеска кај нас формулата за семејство е, како што и кажа Катерина, па не би рекол дека изменета. Разведени донори, како ќе го коментираме ова? Зошто сингл мајка може да роди со донор, зошто на исто пол дискриминирани се? Правата на детето, ако нема татко, мајката избира да нема. Разведени и самохрани родители од други причини, смрт на едниот партнер и така донор, така. Ева ме интересира вашето мислење. Одно предсвесно го прави тоа дете без татко, со донор е тоа дете. Не може да се смета за поинаква форма на брак. Не е тоа така. Истополова заедница треба да овозможи целосни граѓански права на членот на таа заедница. Индивидуални граѓански права. Но не тоа да се наметне врз други трети лица. Како што е детето. Други трети лица? Како што е детето. Ме ќе ве прашам. Со донор како ќе го коментирате тоа? Зошто па да може некој дете од донор да ја направи? Доколку да речеме една истополова заедница добие сопствено дете со донор или партнер по договор, тоа е една состојба, правна состојба, која постои и ја третираат и сегашното законодавство. Но доколку станува збор за класично посвојување на дете, тогаш сепак државата е обврзана да бара што е можно по природна средина, да речам
и овие децата кои се со инвалидитет во згрижувачки семејства, намерно се овозможи да бидат посвојувани во згрижувачки семејства, а не во тие домови, за да има што е можно поприродна средина за раст и развој За на вас таму. не е природна средина исто полов брак? И заради тоа мислам дека треба и самите самата геј заедница мислам дека е свесна за тоа, дека и природата не овозможува создавање на деца во една таква заедница, нели? природата не Самата природа наметнува Така е, правила двајца родители. кои не може да ги занемаруваме. Добро. А И како затоа јас викам, природата еден родител и затоа останува, јас и викам тоа не е дека природно? припадниците на ЛГБ заедницата трпат огромни штети од Т+ и понатаму. Затоа што за мене ЛГБ заедницата е природна состојба која е создадена од Бога и која постои кој што постои човештвото. Во старото време ЛГБ заедниците никој не ги коментирал. Тие биле секојдневие. Тоа било дел од нормалниот живот. Додека Т+, па до педофилија, сега имаме и П во тоа наредената низа на бројки, е лудило. И тие се тие кои прават погрешен впечаток и ги уништуваат можностите на ЛГБ заедницата. Бисексуалните или хомосексуалните лица треба да се срамат да бидат заедно во исти здруженија со овие другите, кои се дело на човекот или на човековото лудило. Како травестиите, како педофилијата и така натаму. Педофилија не е најдобар интерес за детето. Но и треба да се одвојат. Па зошто Природните мислиш дека се и заедно? Божјите дела треба да се одвојат од човековото лудило. Не верувам дека се заедно. И Ама не се заедно, како не се во исти здруженија? Педофилија со ЛГБТ се во исто Апсолутно да. Јас Сега не се имаме во светот тренд, тоа се изнареди еден куп букви во тоа здруженијата и знамето се промени, нели? И второ ете и тоа, не гледам потреба од посебни знамења, од посебни символи на таа заедница. Не гледам причина од сегрегирање. Ја па обратно, ја мислам дека баш е погрешен тој пристап. Ја мислам дека треба прво они самите да се прифатат како такви, за да добија шанса да се интегрираат во општеството целосно и не им се потребни посебни знамења. А како мислиш не може да посебни се прифатат? символи, посебни паради, па после ми се смешни оние со антипарадите во битува имаше. Ама не, парада имаше и за 8 март, за против семејно насилство. Нели, малку- Парада имаше. малку е смешно Парадите, сега, мислам видете- дека се свртување на внимание Ма кон какво внимание? проблемот што го Тоа е имаме. тоа А е- ние имавме многу голем степен Тоа е на злоупотреба семејно на темата. насилство, па направивме парада. Тоа е злоупотреба на темата. Согласно За лична вашето промоција. Сосема непотребно, сексуалноста се вади на површина, а таа е дел од приватноста. Точно, Еве сега ќе ви кажам тоа е приватно, што видов меѓутоа, на во двете правата треба да се поразмисли. Што видов на двете паради во Скопје и во Битола. Во Скопје видов геј парада на која се мафтаат палестински знамења, а во Палестина се фрлаат од 8 кат хомосексуалците. Тоа тука и неинформирани И тоа е има. тотално лудило. Многу А од друга страна неинформирани има. видов во Битола анти-геј протести со знаме на император кој бил бисексуалец. Толку дека што реков има неинформирани. И со лица кои беа присутни на таа парада, а имаат геј искуства, хомо искуства. Така да мене тоа ми е едно тотално лудило и тотално неприфатливо поведение да се организираат такви извинувам, паради ние и е треба да злоупотреба, учиме. Да, извинете се уште една извинувам. реченица, е злоупотреба на хомосексуалците и бисексуалците на тие паради. Едни прават пари од тие паради, прават бизнис од тие паради, а од овие се прават циркузанти качени на тракторски преколици, да се шетаат смешно облечени во кучки мачки и да се шетаат по градов. Ја искрено не можам да разберам која е потребата од еден хомосексуалец да се облечи како мачка, да го качат на преколица од трактор и да се шета ако не дај Боже по Скопје. Добро, И сепак- не знам што ќе добие од тоа. Сега Ја мислам дека се навлеговме во срамоти. добар вкус и лош вкус. Се срамоти и он самиот
и ги срамоти своите родители, меѓутоа пред се ги срамоти својата заедница. Не гледам причина од тоа. Што мислам Треба дека... да се интегрира во општеството, да се живее нормален живот како секој човек. Оно што мислам дека треба да се обрне внимание при ваквите заземање на ставови, дали нештото ќе го прифатиме или не, сметам дека ние како некоја земја која е поназад во многу работи, треба да земеме пример и да гледаме искуства од некои држави кои се на повисоко цивилизацијско ниво од нас. Немојте така. И дека треба да ги земаме нивните примери, позитивни примери, во поглед на тоа како одредени прашања се решени. Не мора се да прифатиме. Регистрација на партнерство. Кој е на повисоко цивилизацијско ниво од нас? Европската цивилизација е започната од Македонија. Сега тука демагоги. Значи, Англија да ми дадете како прелог за повисоко цивилизацијско постојање од нас. Човековите права се многу повеќе испоштитувани во некои други држави отколку во нашиот, ќе речам тука, Балкан, еве да не се ограничам само на нашата држава. Меѓутоа и балканските држави, кои се наши соседи, покажаа понапреден степен од нас. Но ова прашање по-бевски така е, за ова прашање го имаат решено, ние уште го немаме решено. Степен. Значи, прво ми смета ставот... Во потреба на човековите, во почитување на човековите права, почитување во поглед на меѓународни акти. Ние немаме се уште закони кои, како што го спомнав, законот за алиментационен фонд или фондот за издршка. Ние таков закон немаме, а тоа е прифатено сега да тоа е нужно во една држава, пошто се декларираме како социјална држава. Смеам да ви се обратам со име? Да го тргнам то настрана, се смета, да завршам како што ви дозволив и јас вас. Што се однесува до прифаќањето на позитивните искуства, секогаш сум за. Многу повеќе лично сметам дека може деца да бидат среќни, кои ќе растат, кои ќе им биде пружена љубов, кои ќе им биде пружено ако и материјални услови за школување, за живот и така натаму, се додека пак ќе потенцирам. Се оствари најдобриот интерес на детето. Ние сме биле порано со многу построги правила за посвојување. Било многу тешко да се посвои дете. Меѓутоа, кога свативме дека посвоителите му даваат еден многу поквалитетен живот на детето, го либерализиравме то, па дури со згрижувачки семејства, како што спомна господинот професор. Значи, тука влегуваме и во интеграција на одредени категории на деца за подобро запазување на нивните права и најдобрите интереси. Значи, согласно тоа, се што е во интерес, не одиме во екстреми како што е педофилија, то не станува збор воопшто. Меѓутоа, за пружање на љубов има деца кои растеле во еднородителски семејства цел живот. Има деца кои растеле со очов или со маќа цел живот. Тоа е, значи, за нив една нормална категорија за семејство, меѓутоа не значи дека поминале без нивните најдобри интереси да бидат испочитувани. Катерина, не ми се допаѓа ставот дека треба да прифатиме нешто од странство. Или Белград што направил, па се ние ќе ја глумиме премиеркава екс на Белград. Или ќе прифатиме нешто што го направиле некаде некои си земји, кои во нечија перцепција се поцивилизирани. Ја обратно, мислам дека се понецивилизирани од нас. Се далеку за нас. Се ќе ви дадам пример. Ние сме лука на цивилизација со апсолутен пример за верска толеранција. Ако во Лондон се убиваат по улица христијани и муслимани, тоа во Македонија го немаме. Ние имаме апсолутно поизграден систем на вредности како општество за верска толеранција и ние сме одличен пример. Треба Европа да учи од нас за верска толеранција. Они се далеку зад нас. Далеку понецивилизирани и поневоспитани од она што ние знаеме тоа да го правиме. И кога зборуваме сега за ЛГБ заедницата, ја мислам дека можеме да изградиме македонски уникатен пример и систем кој ќе биде подобар од тој кој дадовте како пример во Србија, во Црна Гора или некаде низ Европа, и кој ќе биде подобар пример за нив, па они да учат од нас. Па ива како ќе го тој направиме пример, ви кажав, базиран комплетно на индивидуални граѓански права, каде што
никаде нема да се спомни сексуалноста како основ за добивање или губење на право. Тоа се подразбира дека го има тоа право индивидуално. Да нема никаква потреба да се зборува за сексуалноста како нешто важно во неговиот живот. А како ќе се Тоа е венчаат? апсолутно лична определба, нормална определба. А неговите права зависи од неговиот правен статус граѓанин. Значи Он е склучуваат граѓанин брак, велите. он е Значи граѓанин на склучуваат републиката и он апсолутно ги има Значи свои велите права. да склучуваат брак. Да се изедначат, не сега рековме реков. заедница да имаат, истополова заедница. А зошто мора ова да се вика заедница, а ова да се вика брак? Баш и во Словенија, кога имаме- прв пат склучи брак во иронија, го прашуваат како кај нас, дали склучувате брак со тој и тој, и него го прашуваат дали склучувате заедница со тој и тој во иронија вели да, склучувам заедница. Значи се исмејува со одлуката на државата. Не, И самото ирониите- законите не смеат да бидат дискриминирачки, ако Ама гледаме ако на земиме тој. етимолошки потеклото на зборот брак и неговата припадност, бракот како форма, на денешната форма во која ние ја склучуваме во Македонија, е последица на модификација на римското право од христијанството. Да, и се уште стои во законот брачните другари. Да, и ромеската цивилизација. Другари. Ради тоа не би се мешал сега во Вие велите сексуалноста не треба да биде акцентирана. Така е. Точно тоа се сложам. Значи тука апропо аналогно оди дека треба и тие да склучуваат брак. Ма не, пак не слушате. Значи треба да имаме исто полов или различно полова заедница да не е прецизирана чива полова заедница. Треба да имаме граѓанска заедница на две лица кои случуваат. Граѓанска заедница. Регистрација на партнерство. Да. Така, граѓанска заедница. Значи за сите да А важи. таа заедница дали некој ќе ја верификува пред верска заедница, тоа се негова работа. Приватна работа. Граѓанска заедница Таа мислите и во граѓанска различни заедница- полови? Да. Дали добро ве разбрав? Да. Таа граѓанска заедница ќе биде еднаква за сите, достапна за секој граѓанин на републиката. Добро, така ако И он ќе ги ужива сите ќе граѓански се изедначат со индивидуална правото, права. со тоа се сложвам. Тука ќе се изедначат со право. Понатаму нема потреба ние да го принудуваме некој да се изјасни како сексуално Тоа се сложам. се држи. Тоа се Половно сложам, Дете ќе тоа е може ли да земат? Апсолутно. Дете дали ќе Не ви може? кажав, значи треба да се најде апсолутна поприродна средина. Оти не е вред да ги задначиме со Кон- правата за едно, а за друго да не ги задначуваме во правата. Не е тоа неизначување во правата. Во суштина не ги нарушуваме правата на децата. Треба да поведиме повеќе Ама на добро, правата на децата. кажете професоре, кога се нарушени правата? И како Па би во биле моментот- нарушени правата на видете, децата, пример при факт е дека- посвојување? Види, јас имам пријатели кои тајно имаат склучено геј заедници низ светот. Рече во Македонија не може. Океј. Они дел од нив сакаат да имаат деца. Но они се свесни дека тоа е невозможно во таа заедница во која живеат. И они знаат дека за да има дете треба да има семејна заедница од хетеротип. Дел од нив имаат договорено добивање на деца преку партнерка. Да, и кај нас сурогат мајчинството е меѓутоа, легална работа. Така е, да. И тоа е нешто кое е прифатливо. Ако има сурогат мајка и да има дете, чиј татко е еден од партнерите, тоа ше апсолутно он има родителски права врз тоа дете. Апсолутно. Он е татко. Ако Ама е тоа геј. дете пак ќе расе во иста полова заедница, Меѓутоа, така? да, Да, меѓутоа сепак е дете на еден од тие партнери. А додека ако станува збор за дете кое треба да се посвои и на кое државата има права, тогаш треба да се побара, да се погрижи државата да добијат максимално природна средина. А таа максимално природна средина мора да се согласи дека е хетерозаедница. Не можам да се согласам. И тоа е- Јас мислам и и тоа е дека така. Во еднородителските хетерооднос- семејства се средина во која едно дете може да израсне Ама природата- апсолутно здраво Катерина, и успешно. Ама природата дава во хетерооднос деца. Не дава во хомооднос деца. А Природата. еднородителски. Кај има тука природата е паралела со ова што го зборим? Па има паралела, затоа викам, во семејното право, во кое вие сте експерт, во граѓанското право, правата на децата имаат предимство пред правата на возрастниот. Значи, вие Правата- велите Ево сега ќе ви дека кажам дете вака. со посвојување може Сега да ќе се ви добие кажам. само во хетерозаедница, Сега во ќе- хомо не. кога се Па пак разве- е тука Сега ќе ви објаснам. неизедначување Еве ќе ви во објаснам. правата. Кога се разведуваат двајца родители, државата гледа се што може да направи и двајцата родители да зачуваат право врз тоа дете. Така е. За тоа И да има за тоа пристап и сме до сите татко сложни дека и до треба. мајка.
Нели? Се сложувам. За да се зачува некаква природна средина на растот на тоа дете. И да не ги изгуби двата родители. Може исто полова заедница Во да се таа смисла, распадне, тогаш ќе остане во контакт со Не викам не. двата родители. Сакам да кажам дека мора да се согласиме дека хетерозаедницата е природната средина. Хомозаедницата не е природна средина. А еднородителската? Не е предодадена да создаде деца. А еднородителската? Еднородителската настанува како последица на различни причини. Смрт на партнер, развод, Избор на мајката. Избор на мајка со донор. Избор на мајката. може избор на татко. Ја може да имам сега Може. дете со сурогат мајка. Апсолутно. Без мојата сопруга. Да. Може. Мојата сопруга може да остави со тие две деца кои ги имаме со неа, а ја можам да имам трето дете со сурогат мајка. Да. И ќе имам трето дете, нели? Да. Значи тоа не Тоа е спорно. природна средина Но ја или на еднородителско но семејство? јас на тоа трето дете ќе бидам родител, татко. Ме разбирате? Да, а можете и да си посвоите ако сакате. И тука, Апсолутно ако да. имате две деца, Ама вие ја ќе можете бидам- да посвоите и трето. Ама таму сум биолошки родител на тоа дете. И геј пар... А ваму, ако не сте и биолошки, геј- која е Ама не, разликата? и геј пар може да бидат биолошки родител на дете. Преку сурогат мајка. Може. Да. И тоа е една категорија правна и треба да се третира на еден начин. Сосема друго е посвојување на дете од други родители, кој останало случајно без родители и така натака, да веднаш се отиде кон право на посвојување од истополови семејства, која не е толку природна средина како што е хетерозаедница. А од кај знае едно бебе од 3 месеци што му е Не, природна бебето не знае, средина, знае што не му државата. е? Не, бебето не знае, правото знае. Пак ќе се Системот доаѓаме знае. на истото. Државата Ако знае. израсне во Државата човек, има обврска да ги заштити правата на меѓутоа, дете. професоре, мора да се сложите дека за ова ние не сме се уште спремни. А како идеја Па еве, да се затоа ја правиме ова испочитуваат емисија. човековите права Еве, и треба- најдобриот интерес за детето, то се сложуваме и Катерина, двата. ти ми Меѓутоа простите, не сме презимето што го запомнив. Не е проблем воопшто. Катерина, па ова емисија, еве да ја поздравиме Алфа телевизија, можеби е прва ваков тип, каде што овие прашања ги отвараме. Апсолутно. И еве, јас Како и- правник јас и сум вие- за јас и изедначување на вие се права, погодивме- меѓутоа мораме да бидеме спремни. Јас и Секогаш вие еден се закон да погодивме- се имплицира, треба да се даде период на адаптација. А ние того немаме за жал сега Еве, во може овој сме момент. сериозно храбри да дискутираме на темава Апсолутно може ќе потекнеме која некој на е размислување. табу тема. Еве отвараме една сериозна тема која треба да се дискутира понатаму и за Апсолутно, која за имаме, тоа се еве, сложувам. се согласуваме дека не се согласуваме во делот за Не, децата. јас се согласувам во многу во работи делот со за вас, децата, меѓутоа мора како правник да и то ми е во самиот срж мој дека мора да се почитуваат правата и сите да бидеме еднакви пред законот со нашите права. Да нема Апсолутно, да. дискриминација. Да нема дискриминација, При да тоа, нема при тоа не е дискриминација тоа. Значи, ние не ги дискриминираме истополовите заедници визави хетеро заедниците во тој поглед. Ние тука Него, детето го дискриминираме. Не, тоа не едно го дискриминираме. дете го дискриминираме, Не, едно дете го сега може да издигаме. дојде кај родители хетеро Не, и не, да не, живее не. срекно, а друго на пример што нема интерес, Ама тоа не ќе го знае. бараат под наводници 3 геј парови, меѓутоа ние не го даваме и ќе остане во дом до 18 години бидејќи Не. таков е законот. Тука Не, како не, практичар Затоа гледам што и малку државата- подалеку во сопките не, кои ќе затоа настанат. државата има обврска да се грижи предимствено за правата на детето визави правото Ако граѓанско разговараме и на таа денеска какви се заедница условите и како се посвои грижи деца. при еден развод, Се зборувам као правник какви и јас, правно апсолутно. зборувам. Ние Не во дискриминираме моментот никого тука. немаме основа за имплементација на такво законско решение согласно моето мислење како практичар, кој е самостален адвокат 13 години. Може. Сметам дека такво нешто сега во моментот немаме, бидејќи на многу низок степен сме развиени кога треба да се исполнат правата на децата при една не би рекла лесна, меѓутоа стандардна постапка на развод, каде што Центарот за социјална работа треба да биде инволвиран за да ги заштити правата на децата. Ние тука имаме X пречки кои не дозволуваат да бидат заштитени во денешно време. Значи не сме спремни, а како идеја да се почитуваат правата и да бидеме сите еднакви пред законот е убава. Можеби забележавте дека го факторизирам граѓанското визави религиозното право. И забележавте дека во цела емисија не користам верски аргументи на темава, намерно, не сакам да звучам како некој од 18 век или од 15 век. Апсолутно. И да се повикувам на библиско Ние право. живееме во 21-ти, мора визави сите да го прифатиме. оваа тема. Иако сум верник. Верник сум и јас. Меѓутоа,
Меѓутоа, верувајте ми дека и кога се уште се фокусираме на граѓанското право и граѓанските права, воопшто не правиме никаква дискриминација помеѓу хетеро и хомо заедница, кога ја истакнуваме на пиедестал правото и индивидуалните права на детето. Воопшто правиме дискриминација на нив. Сепак, државата има обврска да знае, да поведи сметка и грижа и да направи најдобро што може за секое дете да расте во што е можно по природна средина. Тука се сложуваме. Так, се ова, мене ме интересира ова природна средина, предпоставувам, нели, маж, жена, деца. Меѓутоа, и статистиката говори, баш во овие природни, традиционални семејства, маж, жена, деца, по 15 пријави имаме на семејно насилство. Па до сега нема ниту една пријава истополова заедница дека нели се тепаат, па завршуваат на суд. Колку тоа гарантира дека е нели маж и жена природно е да го направат, не го направиле, ќе го посвеат како и да е донори. Меѓутоа, која е гаранцијата дека баш таа природна средина и тоа традиционално семејство ќе му пружи нели расти, развој на времето имаш, ако се сеќавате вие, во Југославија една приказна кој се тепа, тој се сака. Да. И кој се степаа маж и жена, тоа се третираше како нормална семејна состојба. Ама тоа не е нормално. Не. Тоа веќе сега кога констатиравме дека не е, тоа е една екстрема која рековме не е нормална. Не е нормална. Сега одиме во друга екстрема. Сега одиме во хистерична екстрема. Сега имаме ситуација кога одредена господја ќе биде прифатена од едно семејство, вдомена во едно семејство, во една брачна... Како тоа вдомена? Па во домот на свекорот, например. Како вдомена? Како дом на свекорот, ако па не живее со свекорот обезбедил Законот за домување вели дека во домување може да живее индивидуа, субјект и членови кои од семејството или други, односно трети лица кои тој ќе ги покани или ќе им овозможи да живее. Сега ќе ви кажам. Значи свекорот обезбедил стан. Во ред. Снашката доаѓа со синот и живеат во станот од родителот. Снашката носи швајар во станот од родителот, од свекорот. Момчево, синов, реагира бурно на тоа, не може да го прифати тој момент, настанува мала семејна недоразбирање, МВР интервенира, го брка собственикот на станот, свекорот и синот од станот, а снашката во туѓ стан останува со швалерот. Да, има и обратни ситуации. Среќно и весело. Ќе го вдоми таа негово неизин стан. Да, постојано се случува. Се случува, да, се случува и обратно, ќе го вдоми господјата во неизин стан кој од незините родители или што ќе си го купи со тежок труд, а тој наместо да биде сопруг и да ја помогне во домашните работи, тој ја тепа и ја малтретира и дури таа бега по спавача од незиниот стан каде што тој е газда и не може да влезе таму еден извесен период. Има секакви ситуации. Точно дека има, да бидеме реални. На мене ми смета хистеријата која се прави со таа тема и по дефолт... Која тема? Таа тема на семејното насилство, хистеријата која се создаде во последно време и по дефолт вината се префрлува на машкиот род. Каква хистерија, професоре? Дали знаете вие кој е степенот на семејно насилство од лани? Дали знаете дека вчера падна 7-та жртва за 2026 година? Лани имавме 6 за цела година, сега до јуни имаме 7 жртви. Во рете, меѓутоа јас знам и многу случаеви Каква хистерија е тука? Каде што имаме Ова е последица од многу големи пропусти. Хистерични манифестации кои довеле до растурање на таа заедница, на тој брак, ако сакате да речеме така, или таа заедница, и кои довеле до непотребна интервенција на МВР и по дефолт скоро секогаш. Тоа кривично дело е лажно пријавување. Во 95% од случаевите вината се префрлува на машкиот род. Так, а законот е за заштита на жената. Зошто не е и за мажот? Па не знам. Се прашувам. Не знаете. Погрешно. Па немаме жртви мажи убиени од жени. Видете, за волја на вистината јас сум имала жртви. Има жртви мажи. Сум имала жртви мажи на семејно насилство, еве јас тоа ќе го истакнам. Сум имала. Меѓутоа, процентот на мажи спрема процентот на жени не може ни да се спореди. Не може, се согласувам. А сите 7 жртви оваа година, погодете од кој пол се? Жени. Точно. Да, во ред е се тоа, се разбирам, давам поддршка во таа смисла да изградиме систем кој ќе превенира прво семејно насилство
Еве сега ќе ви кажам Апсолутно, мој личен затоа и јас сум мој многу случај, за. мој личен Прво да се случај. превенира. Вчера една господја на Facebook ми напишала бара помош. Е жртва на семејно насилство. Жената не ја знам. Едва се изразува на соодветен, значи станува збор за лице со пониско образование. Јас искрено не знам како да ја помогнам, бидејќи не знам во е систем каде да се обратам. Ме разбирате? Не дека не сакам да помогнам, него ние немаме систем за превенција на семејно насилство, кој ќе го спаси можеби и бракот во некој смисла, но во исто време ќе спречи жртви од таков карактер. Значи превентивниот механизам го немаме. Ние интервенираме од кога бељата ќе настане. И затоа би вложил сериозно целосно ресурси почитување, на меѓутоа превенција. вие велите дека ние треба да превенираме, а велите дека хистерија се прави за семејното насилство. Значи, не можеме да ги споиме тие две работи. Можеме. Да, апсолутно. МВР треба да е транспарентна за сите акции што ќе ги Треба преземе, да го- затоа што тоа најмногу го свртува вниманието на јавноста. А јавноста треба да биде сигурна во институциите, да знае дека се преземаат действија, бидејќи порано, кога јас почнував со мојата пракса, ги враќаа со пријави, со видливи повреди телесни, а на суд со медицински белешки ги одбиваа имам таква и пресуда, каде што се констатира дека не е семејно насилство секоја кавга, за да после имам 2 кривични пресуди за телесна повреда. Системот правен Да, не се обезбедува вратиме. ниту превенција, ниту правда. Јас Тука сум согласен со вас. Немам проблем со Излегов тоа. мислам од дека да, темата. излеговме од темата, Па не, меѓутоа поврзано е. интересна Поврзана е дискусија. темата. Времето Ние имаме е системски проблем очигледно и за едно и за друго. точно. За сите работи Се за кои согласувам, говоревте, треба време да се имаме системски подготвиме. проблем, да. Ви благодарам и на двајцата за учеството и интересна дискусија. Почитувани, се надевам го задржавме вашето внимание. Се гледаме наредниот понеделник со друга тема и други гости. До тогаш останете со програмата на Алфа.